Пад на владата на Србија, премиерот Милош Вучевик поднесе неотповиклива оставка, одлука која ја донела поради синоќешниот инцидент во Нови Сад, кога група студенти беа нападнати со бейсбол палки, а една студентка беше потешко повредена. Вучевик изјави дека ваквиот настан е доказ за длабоката поларизација во општеството и повика на смирување на тензиите и враќање на дијалогот. Да доđu да разговарamo o svim temama. Ова е тешка, но неопходна одлука. Нападот врз студентите само ја прели чашата и уште еднаш покажа дека мораме да се обединеме како општество. Српскиот председател Александар Вучик ја прифати оставката откако ден претходно тој самиот најави дека е потребна итна и неодложна реконструкција на владата. Потребно е смирување тензија. Во изминатите 3 месеци создадена е атмосфера која никому не одговара. Ке следат промени. Повеќе од половина министри ќе бидат сменети во многу итна реконструкција. Во овие тешки политички времиња стана јасно кој е подготвен да работи и да се бори, кој не е. И соодветно на тоа очекувам повеќе од 50% од министрите да бидат сменети во многу итна реконструкција. Вучик вечерва ќе присуствува на вонредната седница на владата што е закажана за 19 часот, а час подоцна е најавено ново обраќање до нацијата. Со оставката на премиерот Вучевик, целата српска влада преминува во технички мандат, а според законот председателот Вучик треба да предложи нов мандатар за формирање влада. Собранието на Србија има рок од 30 дена да гласа за нова влада или да распише вонредни избори. И градоначалникот на Нови Сад, Милан Ѓурик, речиси во исто време поднесе оставка. Ситуацијата во Србија ескалираше по трагедијата пред 3 месеци кога при пад на настрešницата на железничката станица загинаа 15 на луѓе, а тешко беа повредени двајца. По ова следуваа масовни протести низ целата држава, а студентите блокираат факултети и клучни сообраќајници, барајќи одговорност од институциите. Блокадата на клучната крстосница автокоманда во Белград заврши мирно, но демонстрантите најавија дека ќе продолжат со протестите се додека не видат конкретни чекори за решавање на кризата. Вишето јавно обвинителство во Нови Сад поднесе обвинение против 13 лица поврзани со уривањето на настрešницата, меѓу кои се поранешниот министер за градежништво Горан Весик, неговата помошничка Анита Димовски и екс-директорката на инфраструктура Железнице Србија Јелена Танасковиќ. Весик е во бегство, додека двајца обвинети се во домашен притвор, а останатите во притвор.